гледачи на Канал 8, добро дојдовте. За околу 10% повеќе интервенции имале пожарникарите од Виница во текот на минатата година во споредба со претходниот едногодишен период. Најголем број од излегувањата на терен биле за гасење пожар на отворен простор, во кој била зафатена површина од над 97 хектари. Територијалната противпожарна единица од Виница во текот на 2023 година имала вкупно 90 интервенции на терен. Тоа е за 10% повеќе во споредба со претходниот едногодишен период, а материјалната штета од огнената стихија се проценува на над 17 милиони денари. Пожарникарите гаснеле 56 пожари на отворен простор, во кои била опожарена земјоделска и шумска површина од над 97 хектари. 22 интервенции биле при пожари во објекти и на други локации, каде имало и најсериозни последици. Голема материјална штета предизвикале пожарите во текот на минатата година, при што само во 2 случаја кај хотелски објект и во производствен погон имало оштетување од над 15 милиони денари како ориентациона вредност. Дополнително штетата треба да ја утврдат овластени проценители. Освен кај овие 2 објекта, сите останати биле неосигурани. Минатата година виничките пожарникари имале и 12 интервенции при поплави, извлекување повредени и починато лице во сообраќајни и други незгоди, потоа асистенции за пристап во објекти и слични активности. Причина за скоро сите пожари на отворен простор бил човечкиот фактор, а во 10 случаи до запалување дошло поради краток спој на електричната инсталација во објекти, како и по опожарување на оджаци. Професионалната противпожарна единица од Виница во текот на минатата година реализирала и 10 превентивни активности за заштита од пожари. Во најголем број тоа биле предавања во училиштата и фирмите, како и заеднички практични вежби со стопанските субјекти. Освен при интервенции на територијата на општината, виничките пожарникари во текот на 2023 во 3 случаи со опрема и кадар им помагале и на своите колеги од Кочани. Општина Кочани планира од сопствениот буџет да потроши близу 2 милиони и 100.000 денари наменети за поставување заштитни огради на јавните површини, како и за изградба и реконструкција на тротоарите на улиците во градот. Средствата се планирани според програмата за изградба на комуналната инфраструктура за оваа година, а во споредба со лани тие се на слично ниво. Веќе се објавени јавни повици за избор на даватели на услугите, што треба да се реализираат во текот на оваа година. Во описот на техничката документација се бара од понудувачот да изработи заштитна метална ограда во должина од над 240 метри, од метални цевки и заштитена со основна антрацит боја. Оградата ќе се поставува на места кои што се утврдени како приоритетни за безбедноста на пешаците или пак биле добиени барања од граѓаните заради зголемена безбедност при движење на најмладите во текот на вечерните часови. За изработка на оградите предвидено е да се инвестираат 400.000 денари во нето износ. Остатокот од парите, во износ од близу 1 милион и 700.000 денари пак, ќе се наменат за изградба на тротоари на кои ќе бидат поставени бехатон плочки. Од изведувачот се бара да изврши и нивелирање на бетонските шахти, да постави соодветни бетонски рабници, а дел од работните обврски што ќе ги преземе е да се отстранат оштетувањата од корењата на дрвјата и да се реконструираат дел од оштетените тротоари. Јавниот оглас за избор на изведувачи на работите е веќе објавен, а пријавувањето на заинтересираните фирми за изработка на заштитните огради е до крајот на јануари. Пријавувањето за изградба и реконструкција на тротоарите трае до 9 февруари. Локалната самоуправа на Кочани упати покана до сите млади и младенски организации од општина Кочани и источниот регион да се вклучат во развојот на локалните заедници во склоп на новоотворената младинска канцеларија во мултикултурниот центар во Кочани. Просторот е наменет за младите, а тие таму ќе имаат можност да споделуваат своји идеи, искуства и интереси, но и да решаваат одредени проблеми. Отворањето на младинскиот центар се реализираше минатата недела, а уредувањето и опремувањето на канцеларијата беше заедничка активност на општина Кочани и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Проектот направи разлика и имплементиран од Штипската фондација
во партнерство со Ротари клубот Кочани Виница и Ротари клубот Штип, а финансиски поддржан од Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Со проектот се опфатени младите и сите заинтересирани граѓани кои сакаат активно да се вклучат во креирањето на подобра иднина за сите сегашни и идни генерации, со фокус кон создавање услови за ефективно учество во донесување и имплементирање на предлози, одлуки и решавање на неголемите предизвици и проблеми со кои се соочуваат младите лица. Во просториите на Општинската организација на Црвениот крст Кочани се одржа првата крводарителска акција за 2024 година. Мотото гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Практиката за дарување на крв секој последен четврток од месецот продолжи во оваа година. 34 единици крв беа собрани на првата крводарителска акција за 2024 година, што се реализираше во просториите на Општинската организација на Црвениот крст во Кочани. За тековната година планирано е да се реализираат 19 крводарувања. Во тековната 2024 година, според годишниот план за крводарување, планирано е да се реализираат вкупно 19 крводарителски акции, од кои 12 во редовни во просториите на Општинскиот Црвен крст секој последен четврток во месецот, 3 крводарителски акции со одделението за внатрешни работи Кочани, 2 младински крводарителски акции и исто така 2 акции со компанија од приватниот сектор. Во годината што измина, 2023 година, ја завршивме со вкупно 1006 крводарувања. Воедно ја користам приликата да им се заблагодарам на сите крводарители кои денеска и претходната година даруваа крв, а воедно да ги повикам и младите лица да се вклучат во крводарителството со цел да обезбедуваме што е можно повеќе крвни единици и да ги задоволуваме потребите на крвни резерви во државата. Мотото на акцијата гласеше "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Заинтересираните граѓани оваа година ќе може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Борачите од боречкиот клуб Спартак од Кочани се подготвени за државното првенство во борање, што ќе се одржи в сабота во спортската сала Сашо Лазарев Чапо. Ќе настапат 14 борачи од клубот домаќин, а учесници ќе имаат повеќе градови од државата. Борачите од боречкиот клуб Спартак од Кочани се подготвени за државното првенство во борење за сениори, што ќе се одржи в сабота во спортската сала Сашо Лазарев Чапо. Организатор е Боречката Федерација на Македонија, а домаќин ќе биде боречкиот клуб Спартак. Право на настап имаат борачи родени 2005 година, но и постари. Надпреварите в сабота се со почеток од 11 часот. Боречката Федерација на Македонија примети дека боречкиот клуб Спартак од Кочани е добар домаќин и затоа и ова година ни ја даде довербата да бидеме организатори на едно вакво големо првенство. На ова првенство ќе учествуваат борачи од цела Македонија. Исто така сакам да нагласам дека 2024 година е олимписка година и првенството ќе биде доста интересно. Секој сака да освои прво место, да учествува на европско првенство и сака да освои да фати норма за учество на олимписки игри. Тренерот Иван Јанев истакна дека Кочанскиот клуб има големи амбиции за успех, а од предстојниот државен надпревар очекуваат надпреварувачите да прикажат успешни борби. 2 години работиме со децата и искрено да ви кажам, изненаден сум од напредокот кај децата за толку брзо време, за краток период. Заедно мислам дека со целото раководство и со целиот тим дека можеме да постигнеме добри резултати. Сега за сега се насочуваме малку по младите, но имаме исто една добра екипа од 7-8 борачи, од кои очекуваме солидни резултати на предстојното првенство за сениори. Во главно се тоа се помали деца, 17-18 години, од кои очекуваме само да прикажат добри борби. Ако дојде медал, сепак тоа само по себе ќе биде успех. Имаме искусен борач како што е Расул Шапиев, се знае дека од него се очекува медал од поголеми првенства, не само за ова, не станува збор за државното првенство. Исто така имаме 2-3 борачи на Спартак, исто што очекуваме барем да бидат во најдобрите тројца. Така да очекувам да се покажеме добри домаќини во сабота и децата да си го покажат најдоброто. Ако што велам, еве овие млади тука деца што се спремаат за 2 месеци и они и тие имаат
државно првенство и од нив искрено очекувам доста, барем 2-3 златни медали за пионери. На државното првенство в сабота ќе учествуваат екипи од Скопје, Радовиш, Штип, Неготино, Охрид и други градови од Републиката. Од клубот домаќин ќе се надпреваруваат 14 борачи, а помеѓу нив се наоѓа и спортистот за 2023 година Расул Шапиев. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.